Почитувани, СДС нема понуда со проекти за општина Карпош. СДС има понуда со лаги за општина Карпош. Стефан Богоев за време на претходните избори ветуваше брда и долини за младите. Богоев ветуваше вработување, практиканство или дообука за младите по завршување на своето образование. Сега гледаме дека ништо од тоа не е случај. Младите видоа дека Стефан Богоев ги излажа. Младите знаат дека Стефан Богоев не го остварува ветеното. Младинската гаранција која ветуваше Богоев требаше да овозможи вработување, практиканство или дообука на младите 4 месеци по завршување на своето образование. Поминаа 4 месеци откако СДС е на власт, а Стефан Богоев не мрдна ни со малиот прст за младите. Богоев не донесе ништо добро за младите. Богоев нема ништо добро да донесе ни за Карпош. Богоев нема да реализира ниту еден проект во Карпош, како што не реализираше ниту еден проект за младите. Студентите знаат кој е Стефан Богоев од СДС. Богоев е истиот оној кој од позиција на пратеник гласаше за намалување на буџетот наменет за образование за 1,5 милиарди денари. Богоев е синоним за лага. Богоев ветуваше подобри услови во студентските домови, сега гласаше за намалување на парите наменети за изградба и реконструкција на студентските домови. Богоев во собрание гласаше за помалку пари за изградба и реконструкција на училишта, спортски сали и преводи за стручни книги. Богоев ги излажа младите. Богоев не направи ништо добро за младите во своите 4 месеци власт. Богоев не гласаше ни за покачување на пензиите за пензионерите, токму заради такви како него, пензионерите не добија предвидено покачување за 650 денари. Од ветениот живот на СДС и Богоев, фајде видоа само блиските другари на Богоев, членовите на невладините организации, членовите на невладините поврзани со СДС, твитарџиите и активистите кои учествуваа во шарената револуција. Ниту еден млад човек кој не е поврзан со споменатите, нема видено никаква корис од политиките на СДС. Младите, но и сите граѓани го видоа вистинското лице на СДС. Граѓаните нема да дозволат да бидат излажани. Богоев и СДС ќе бидат казнети на престојните локални избори на 15 октомври за нивните лаги и манипулации.